Престижното признание Актер на Европа во рацете на легендарниот Раде Шербеджија. Фолклорната асоциација Плетенка со голем концерт во рамките на Битфест. Четврто издание на Мотособирот во Битола. Дарко од Беклан со нова песна. 12-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал Актерот на Европа синоќа свечено беше отворено во Ресен. Фестивалското жири во состав Мето Јовановски, председател, Мартин Кочовски и Весна Гаврил се одлучија оваа година престижното признание Актер на Европа да му го доделат на култниот актер Раде Шербеджија. Много. Заиста много. Jer ona dolazi od jednog trenutka, posebnog trenutka, koji je ovaj gospodin započeo sa... Оваа награда ми значи многу, затоа што доаѓа од еден посебен момент кој господин Плевнеш го започна, момент на дружење на три народи. Овие години имавме многу војни низ светот, токму затоа многу се значајни ваквите фестивали кои ги зближуваат народите од различни култури. Да се биде позитивен, добар, да се шири љубов е единствена вистинска работа денес. Ова ми е најдрага награда која доаѓа од овој регион. Ова манифестација се одржува во организација на Езеро без граници, Универзитетот за аудиовизуелни уметности Естра и Општина Ресен, а со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Особена чест и задоволство ми представува тоа што Ресен оваа година е домакин по 12-ти пат на една од најпрестижните манифестации од ваков вид, Актерот на Европа, еден од најпрестижните културни манифестации и фестивали на драмската уметност, фестивали на монодрамата, кои што оваа година, како што споменав, по 12-ти пат ќе се одржи во нашиот град, тука во овој прекрасен културен амбиент, но особено ми е задоволство и чест што оваа година наш лауреат на ова 12-то издание на Актерот на Европа ќе биде еден од врвните светски актери, господинот Раде Шербеджија, кому вечерва ќе имам чест и задоволство да му ја предам наградата Актерот на Европа. Човек за кого што не треба да се трошат зборови, актер за кого не треба да се трошат зборови, навистина тој го достигнал врвот во светската актерска уметност, еден од можеби 5-мината најдобри актери на светот на сите времиња. Да. Оваа година е посебен празник за историјата на овој фестивал, бидејќи една од најголемите фигури на светската театарска и филмска уметност Раде Шербеджија е гостин на Актерот на Европа. Овој фестивал е формиран 2003 година кога Европската Унија го прогласи езерото за меѓуграничен парк и започнува со трите јазици на езерото, грчкиот, македонскиот и албанскиот, со идејата на Жан Моне дека да се гради Европа значи да се гради мир. Оваа година е прогласена за година на мирот, бидејќи има 100 години од Првата светска војна. И вечерва се радуваат со нас сите љубители на Раде Шербеджија од целиот Балкански полуостров до Москва, до Вашингтон, до Лондон, до Лос Анџелес, до сите меридијани каде што неговото име е синоним за вечно. Значи, ние го гледаме, тој е вечно млад и вечно жив ќе биде и во минатото, и во сегашноста, и во иднината. Еве тоа е мојата порака. Фестивалот се одржува од 2003 година, кога неколку балкански и европски театарски сонувачи се одлучија да организираат ваков фестивал во духот на мислата на Жан Моне. Да се гради Европа, значи да се гради мир. Наградата Актер на Европа за прв пат беше доделена таа година, а ја понесе легендарниот балкански актер Љуба Тадич од Србија. Потоа следува Мариус Куркински од Бугарија, Бајрош Мјаку и Ѓорги Јолевски од Македонија, Моника Санторо од Италија, Костас Гакидес од Грција, Зијах Соколович од Босна и Херцеговина, Роже Мирмон од Франција, Брус Мајерс од Велика Британија и Ана Патерсон од Шведска. На фестивалот досега учествувале повеќе од 120 представи од речиси сите европски земји.
Во рамките на Битфест, Асоцијацијата за фолклор Плетенка во античкиот локалитет Хераклеа одржаа целовечерен концерт. Оваа година програмата беше збогатена со настапот на гостите, културно-уметничките друштва од Србија и Бугарија. Уште една вечер помина во знакот на негувањето и пренесувањето на македонскиот фолклор, кој е еден од најсилните елементи за нашето постоење. Фолклорната асоцијација Плетенка учествува на повеќе меѓународни фестивали во земјата и во странство. Оваа фолклорна асоцијација е формирана со цел да се изучува, негува и презентира македонскиот фолклор и култура во земјата и странство. Главна цел е запознавање на помладите генерации за нашата традиција, нашите корени, нашиот ентитет, затоа што тоа е базата која го сочинува и карактеризира еден народ. Младинци и деца се дел од друштвото, кои ја продолжуваат долгогодишната македонска традиција. Асоцијацијата за фолклор Плетенка со многобројните концертни настапи и гостувања ширум светот остануваат амбасадори на македонското фолклорно наследство и репрезенти на македонската култура. Мотоклубот Конзули од Битола традиционално четврта година поред го организираше мотособирот. По пристигнувањето на повеќе моторџи на плоштадот Магнолија се одржа свеченото дефиле низ градот, а потоа сите заедно се упатија на зборното место кон селото Трново на Пелистер во кругот на црквата Света Богородица. Влюбениците во мотоадреналинот, моторџиите од сите мотоклубови во Македонија, но и гостите од неколку држави од регионот по четврти пат го одбележа овој настан. Па ова е традиционален поред четврт собир, што го организираме ние мотоклубот Конзули од Битола и со цел да ги собериме сите моторџи од Македонија од пошироко, да се дружиме едноставно. Колку луѓе ќе има денес тука? Па планираме околу 200-300 мотори од прилика. Како бе планот? Ќе се движите по одредена? Да, овде се собираме сега од 12 до 3 сато, после 3 сато едно дефиле низ градот и одиме на Трново горе од црквата, имаме журка вечерна. Битола беше центар на македонските и дел од балканските моторџии. После дефилето следуваше големата забава на отворено, која траеше до раните утрински часови со рок бендовите Revelation и Eruption од Битола. Сите учесници беа задоволни како битолските домаќини ја организираа оваа мототура. Битолскиот мотоклуб Конзули постои неколку години и секоја година има се повеќе членови кои не ја пропуштаат можноста за вакви дружења. Дарко Јоцковиќ, или попознат како Шабац, едниот член од битолското рап дуо Беклан, деновиве сними нова песна, насловена "Се е добро". Песната е во малку поразличен стил од досега слушнатите. Залудно е се, нисам био тај, досада и многу други. Песната се вика "Се е добро", снимена е во Гимел студио. Песната е досега сосема поразлична од сите песни што сум ги снимил. Вообичаено песната е буквално во поп верзија. Порано сум користил некој си ефект, не знам колку е познат во публиката како аутотюн, ама овој пат сакав да го отстранам тој ефект, сакав да пробам чисто онака вокалот, да видам како би излегло такво нешто. И добро успее, една голема благодарност до Мими, што имаше нерви, за да ме среди, поздрав до него. Че имаше нерви за да ме среди, песната, ќе слушните, јас сум презадоволен од соработката и општо од целокупниот проект. Експериментираме во последно време со музичките жанрови. Зошто се најдели себе си посебно во некој? Ти се допаѓа тебе лично посебно некој? Па лично и ми се допаѓа, зашто општо имаме и некои позитивни или негативни, не знам како да кажам, какви критики, зашто токму навлегам некој поп стил. Што знам, онако општо сакам да пробам малце, да видам. Знаете како секој ден монотонно е, само се работи за рап цело време. Не дека се откажам, јас од рапот сакам и понатаму да го работам, ама сакам да кажам дека сакам да сменам малце, да се видам себе си во такво светло, како би изгледал, како би звучело, како би било прифатено од страната на публиката и така. Наскоро за "Се е добро" очекуваме и видеоспот.